дека постои физибилити студија која што е изработена од претходната влада и која што самата физибилити студија така вели. Не сум го напишал јасно. Се што до сега објавивме излезе дека е точно и за се вие као добро, ама знаеш, ние вака не планиравме ова она, одговорот го знаеме, СДСМ направиле ние. И сега физибилитито е направено од СДСМ и ние сега мораме да го тераме и така Не од така. СДСМ. Физибилити студијата е направена од Арбен Таравари, која беше првпат министер. Една од главните расправи помеѓу Мицкоски и град Скопје беше паркингот. Затоа што првиот момент сакаше да го земеш паркингот. Меѓу другото, за тоа се скаравте и со Стефче Кимовски. Бидејќи коалициски договор беше ЈП паркинзи да припадне на Гром. Зашто? Затоа што сакаше да го земеш паркингот на клинички центар и да го направиш ова. Физибилити студијата е направена време на Арбен Таравари. И сега Арбен Таравари повторно го спроведува планот за паркингот на клинички центар. Тоа е под број 1. Под број 2, како тоа треба градот да направи катни гаражи кога блокирате советот на град Скопје ги блокирате сите инвестициски програми. 4-та година. Зашто? За да можете да правите вакви работи. Меѓу другото, блокиравте 4 години набавка на нови автобуси за градот Скопје, да се смени градоначалникот за да можете вие да ја спроведете набавката за автобуси, за вие да направите бизнис. Арно, во шема за паркингот на клинички центар, сега не е дека сме растуриле пердови, него точно се гледа од документите, од јавниот повик, дека вие сте ставиле ограничувачки услови и може да учествува само една компанија, само ѓок. Не е тоа некој шира дезинформација ово, не, сите информации се точно излегува за авионот, за папајата, за аспарагусот, за месото, за точно дека потрошен куп пари, не ни кажуваш колку се. Точно е дека се зема приватен авион. Точно е дека дадате еден куп тендери. Точно е дека купивте тракторче за 50.000 евра, а кошта 8.000 евра увозна. Дека купивте алги за 30.000 евра. Тоа све е точно, нема пердови.